Добар ден, почитувани гледачи. Следува добриот доктор. Јас сум Александар Динев. Ви благодарам што сте со нас. Денеска ќе зборуваме за болести на задниот сегмент, односно задниот дел на окото. Мој гостин и соговорник во студиото на оваа тема е доктор Сашо Ѓоргиовски, специјалист офталмолог во специјалната очна болница Деница. Докторе, добар ден, ви благодарам што сте дел од денешното издание на емисијата. Добар ден, Александар. Мило ми е што сум повторно гостин во вашата емисија и се надевам дека ќе приближиме цела оваа тема на гледачите. Како за вовед во темата, што подразбираме под заден сегмент на окото, односно кои делови спаѓаат во тој заден дел? Вака, окото како орган, доколку би го поделиле со некоја виртуелна рамнина на пола, би се добил преден и заден дел на окото. Во задниот дел на окото тука спаѓаат стаклестото тело, спаѓа ретината, спаѓа садовницата и оптичкиот нерв, оној дел кој што се наоѓа во окото. За да би ги опфатиле сите овие, да кажеме, промени кои што би се случувале во овој заден дел на окото, малку би била една, две или три емисии, меѓутоа ќе се осврнеме на одредени промени кои што се најчести на овој дел на окото. Зошто токму овие структури кои ги споменавте како составен дел на задниот сегмент се толку важни за нашиот вид? Важни се заради тоа што пред се ретината и нервот кој што се наоѓа во, односно оној дел кој што се наоѓа во окото, се народски кажано истурен дел на мозочно ткиво и тој дел учествува во создавањето на сликата, односно тоа се еден така наречен сензорен апарат на окото и тие учествуваат во формирањето на сликата, односно се она кое што ние го перцепираме околу нас. Мрежницата, односно ретината, таа може да се подели на два дела, тоа е централен дел и периферен дел. На тој начин ние и го делиме видот на централен и на периферен дел. Централниот дел на видот не е одговорен за гледање она што го фокусираме, а додека периферниот дел на видот не е важен за ориентацијата во просторот, односно тоа е она што е заматено што го гледаме околу нас, меѓутоа е значајно за ориентација во просторот. Така. Кои се најчестите болести што го зафаќаат задниот сегмент на окото и едноставно го попречуваат видот? Така, како што кажав, малку ни емисијава да ги опфатиме сите заболувања. Но најчестите да, може да се поделат на васкуларни заболувања, може на дегенеративни заболувања, одлепување на мрежницата, воспалителни промени, туморозни промени и така натаму. Најчестите ни се васкуларните заболувања, тука спаѓаат диабетичната ретинопатија, оклузите, односно запушувањето на крвните садови, на венските или на артериските крвни садови, дегенеративните заболувања како што е сенилната макуларна дегенерација, периферните дегенерации на ретината и аблацијата на ретината, односно одлепувањето на ретината. Тие се, да кажеме, најчестите заболувања со кои што се среќаваме во секојдневието. Малку ќе ги пообразложиме по-детално овие 3-4 состојби, да тргнеме од макуларната дегенерација. Кого најчесто погодува оваа состојба и пошто е специфична? Макуларната дегенерација, односно народски кажано сенилната макуларна дегенерација, таа е едно хронично заболување, дегенеративно заболување, кое што најчесто е засега по возрастната популација. Иако во праксата среќаваме и помлади, да кажеме, луѓе, меѓутоа тие се доста ретки кои што заболуваат од ова заболување. Сенилната макуларна дегенерација ги, да кажеме, заболуваат почесто пациенти кои што се над 50 до 60 години. Причината се уште не е разјасната, има одредени, да кажеме, теории за зашто настанува таа дегенерација.
Зошто? Една од теориите е заради старењето, односно заради тој метаболен дисбаланс кој што ни се случува во ретината, односно поточно во ретиналниот пигментен епител, каде што се акумулираат одредени распадни продукти од тој метаболизам и баш се акумулираат во точката на јасен вид или околу точката на јасен вид и на тој начин ни го попречуваат гледањето. Друго објаснување ни е генетиката, одредени гени се утврдени кај пациенти кои што заболуваат од ова дегенеративно заболување, кај одредени може и наследно да биде така. Може да биде наследно. Друга причина е васкуларната теорија со која што се објаснува разраснување на одредени нови крвни садови кои што не треба да бидат таму и кои што доведуваат до крварење и до појава на оток, односно тоа е така наречената влажна форма на сенилна макуларна дегенерација, која што е доста, да кажеме, не е, благ е зборот, поопасна, меѓутоа доведува побрзо намалување на видот. За разлика од она што е почестата, таа е сувата форма која што доведува до постепено намалување на видот. Ова состојба трајно го губи видот или може да се коригира или да се поврати еден дел од видот? Вака, ова состојба го намалува централниот вид. Значи тоа е оној вид со кој што ние го гледаме ликот на соговорникот, текстот кога читаме го следиме и таа, да кажеме, дегенерација го зафаќа тој централен вид. За жал, трајна е таа, да кажеме, промена, која што кај сувата форма постепено оди, кај влажната форма нагло оди. Ние можеме со одредени, да кажеме, современи методи можеме да го вратиме делумно, меѓутоа да го излечиме не можеме да го излечиме заради тоа што се уште нема откриено таков лек за да се поврати целосно како што бил претходно видот. Честа болест, односно состојба на задниот сегмент е, како што споменавте, и диабетичната ретинопатија. Еве конкретно зошто лицата со диабетес треба да прават редовни контроли за да на некој начин навреме се открие оваа состојба? Диабетичната ретинопатија е доста често, да кажеме, заболување. Бидејќи диабетесот е доста чест и спрема одредена статистика спаѓа на второ место, го дели второто место со глаукомот за намалување на видот, односно појава на слепило. Тоа е една микроангиопатија која што е исто како и нефропатијата и невропатијата. И ретинопатијата ги напаѓа малите крвни капилари, односно малите крвни садови, ги оштетува и доведува на тој начин до намалување на видот, појава на оток, исхемија, разраснување повторно на нови крвни садови кај што не треба да бидат таму, крварење и на тој начин доведува постепено до оштетување на видот. Тука клучна е превенцијата, значи кај диабетичната ретинопатија, контрола на гликемијата, контрола на гликоцилираниот хемоглобин и редовни контроли не само офталмолошки, туку и интернистички. Ние имаме одредена соработка, да кажеме добра соработка со интернистите, на тој начин што интернистите не ја препишуваат на хронична терапија доколку не добијат извештај од офталмолог. Не е тоа за џабе така, заради тоа што ние сме единствените лекари кои што можеме ин виво, односно да ги гледаме крвните садови. Другите лекари не може да ги видат крвните садови, освен доколку не, да кажеме, направиме рест, па така да ги видиме. Ние ги гледаме преку очното дно крвните садови и на тој начин можеме да востановиме одредена состојба не само на очите, него можеме да видиме и функцијата на бубрезите, функцијата на срцето, функцијата на централниот нервен систем, заради тоа што тие крвни садови се секаде исти во организмот и доколку ние имаме оштетување на крвните садови на ретината, автоматски знаеме без да ги пратиме оние креатинин клиренс за бубрезите или одредени ензими за срцето, можеме автоматски да кажеме каква е функцијата и на бубрезите, и на срцето, и на централниот нервен систем. Интересно, да. Да дадеме предност на прашањата од нашите гледачи, ќе продолжиме и понатаму околу останатите состојби и болести кои го зафаќаат задниот сегмент на окото. Почитувани во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден, поздрав
до вас и до докторот. Поздрав и до вас. Јас сум на 76 годишна возраст. Меѓутоа, станувајќи еден ден пред година дена, да кажам, на десното око осетив како да ми шетат некои корења од растенија, песок. Просто не можев да гледам, матно почнав да гледам. И отидов и на дежурен на клиника, ме прегледа, ми кажа дека имам аблација, сега ќе ви кажам момент, ехо ми направија, вика абладирано витреално тело и многу ретки опацитети во стаклестиот дел. И поради заматеност на оптички медиуми, тоа периферно нешто доаѓа, и вика ништо не можеме овдека, само витамин С. А пошто сум јас оперирана и од карцином на тироидна железа и паратироидни, во преддиабет сум, нарушена гликемија имам, и ми вика за операција ке вас не доаѓа во обзир, имам и катаракта почетна веќе и на очите, така да потешко и гледам. И сега осеќам као да ми пулсира окото, тоа што ми е, кај што ми е аблацијата, и кога ќе се наведнам, мислам дека ќе ми падне како цело око, дека ќе ми падне. Отидов на преглед, во државна беше, докторот ми вика, ништо, вика, не може, зимајте витамин од 1000 милиграми, а тоа го зимам и ради карциномот веќе 6 години, и вика тоа што е. Иначе, вика, за операција многу тешко ке вас, вика, не би се нафатил, доктор Тумаеве, ке кажам, беше, и ме ставија, речај да направи преглед, ме ставија капки, од капките, значи, така ми играше окото, да не може ни да направат преглед, она што е, како, мислам, на апаратот. Да. И солзи многу ми течеа, и вика, ништо, тоа е што е, вика, не можеме друго ништо повеќе да направиме. Сакам да докторот ми каже што може дали има некоја опција, да, во ред. Зашто веќе тоа не гледам лечиво? Во ред, да. Опширно ја објаснивте вашата состојба, секако ќе добиете одговори, совети и препораки од доктор Ѓоргиовски. Посложена состојба? Да, посложена, меѓутоа не е, да кажеме, загрозувачка по видот. Тоа е од онаа група на дегенеративни заболувања на окото. Не е макуларна дегенерација, него е дегенерација на стаклестото тело. Стаклестото тело е оној дел од окото кој што ни го држи окото како топче. Игра улога во метаболизмот на задниот дел на окото, меѓутоа со текот на годините тоа се одлепува. Лош е зборот аблација, заради тоа што секогаш го поврзуваат пациентите со аблација на ретината и со губење на видот. Меѓутоа тука станува збор за одлепување на стаклестото тело, односно абладирано стаклесто тело, кое што со текот на годините кај сите пациенти, односно не кај сите пациенти, кај сите луѓе се одлепува тоа стаклесто тело и е нормален дегенеративен процес. Кога се одлепува, може да не се јават одредени светлосни сензации, може да не се јават такви разноразни форми, како што се гранчиња, пајачиња, облачиња, кои што со текот на времето се смируваат, односно тоа абладирано стаклесто тело спаѓа на дното на окото и веќе не се чувствуваат тие промени. Нема интервенција, значи не се прави никаква интервенција, него се пушта стаклестото тело слободно да се спушти во дното на окото. Не ни постои, меѓутоа во оваква ситуација не се интервенира хируршки. Кај пациентката, предпоставувам, се работело за хируршко отстранување на катарактата, каде што доколку било комплицирано, може би и за тоа и кажале дека малце потешко ќе биде интервенцијата таму, меѓутоа стрикно за абладираното стаклесто тело не се изведува никаква хируршка интервенција, се даваат одредени витамини кои што се направени стрикно само за окото, или евентуално колагенски препарати, чисто да се смири структурата на ова стаклесто тело. Доколку имаме и следен гледач, односно гледачка, добар ден, во програма сте?
Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете со прашањето. Имате голем поздрав од Битола. Гледачка од Битола се јавува. Поздрав до водителот исто и до докторот. Имам едно прашање. Пред 10 години случајно имам голема главоболка со повраќање и беше откриено дека јас имам глауком. Со тоа што јас имав читав литература исто, глаукомот знаев што е и знаев дека е тоа лошо, ми се направи перде. Да се нафаќа докторите да ме оперират. Меѓутоа, еден од тие доктори се нафати и ме оперира, го изваде пердето и јас бев добра и сега сум добра. Меѓутоа, не можам да употребувам капки за очи за одржување на тој притисок, ако случајно се качи некогаш. 10 години веќе не ги употребувам капките, затоа што ако ставам тимолол плавав капки, ги нема, они тимолол земав, меѓутоа ми се прави почнува во окото да ми шкрта како од страната и почнува дека кога да шкрташ во некоја спирала. Тоа трај 20 минути гледам на сатот и после почнува да го нема. Меѓутоа јас по тоа време се осеќам многу балансирана и недолга. Што е тоа? Не го разбирам никако. Барам во литературата, имам книги од медицината. Меѓутоа не можам да го најдам што е тоа. Благодарам многу. Ви благодарам, да, ќе добиете одговор на конкретното прашање колку што е можно вака визуелно преку телефон, секоја добра? Да, најверојатно пациентката имала акутен глауком, тоа е секојаш пропратен со главоболка и со повраќање, со нагони за повраќање. Тоа е заради анатомската структура на окото. Секогаш глаукомот е пропратен со катаракта и секогаш треба да се интервенира таа катаракта, заради тоа што ги ослободува изводните каналчиња и поспешува да кажеме, оттекува слободно очната водичка. Мора да се прават редовни контроли на очниот притисок. Сите тие капки кои што се ставаат за очен притисок имаат многу конзерванси внатре и тие конзерванси доведуваат до сушење на солзниот филм, односно пореметување на нашиот солзен филм и доведуваат до сувост на окото, односно појава на гребење, појава на црвенило, така да тука секогаш сугерираме малце погусти вештачки солзи да ги ставаат дали после терапијата, едно 10-15 минути после ставањето на капките, или пред ставањето на антиглаукоматозните капки. Меѓутоа, 10 години е голем период каде што не се ставаат капките, може да доведе до намалување на видот, оштетување на очниот нерв, така да без контрола не би сугерирал тука да се прекинат капките. Редовни контроли и да се промени доколку не одговараат одредени капки, да се најде некоја алтернатива, но сето тоа само со редовни контроли. Доколку имаме и следен гледач, односно гледачка, добар ден. Добар ден. Во програма сте, ве слушаме. Поздрав до водителот и до докторот. Поздрав и до вас. На 26 мај се правев операција од катаракта. Лани. И после во Промедика, и после месец дена на контрола во Штип, да не патувам во Скопје, си гледав, немав проблеми. После месец дена, после контролата, не можев да гледам со окото, со левото око. Имав голем очен притисок тие 2 недели после контролата. После контролата очен притисок и не можев да гледам, немаше термин да одам на доктор и се лекував накратко да не ве замара. Дека 5 месеци, потоа во Штип, па во Скопје ми правеа лазер на мрежица, последен пат лазер на ирисодомија, на ирисот, за да може да протекува течноста на окото. И сакам да го прашам докторот, што се е случило? Дали после месец дена во Штип докторот интервенција со пинцета ми бркаше во окото? Дали тој ме е повредил или за време на операцијата? 6 доктори одев кај повеќе доктори и нема фајде и јас сега не гледам со окото. Го молам докторот да ми каже што е причината и дали можам да се лекувам. Дали можам да гледам. Само гледам дел на прстите, пред раката ја ставам на окото, дел на прстите и фигура на рака. Друго ништо не гледам.
Во ред Ве ќе молам добиете да ми одговор, кажете да. дали може видео да ми се понови и каде треба да одам, Во да ред. се лекувам. Да, ќе добиете совети и препораки, да, секој е добро, господјо. Да се каже тука дали ќе се врати видеото или не, ќе мора да се направи еден офталмолошки преглед. Верувам дека колегите све направиле како што треба. Зошто дошло до тој нагло покачување на очен притисок? Може би да е од самата, да кажеме, анатомија на окото, дека е повреда во прашање при преглед не е, дека може да се случи оваа работа при операција на катаракта, не би требало да се случи, заради тоа што при операција на катаракта се вади природната леќа, се става само вештачка леќа. Може би да е од самата, да кажеме, анатомија на окото, може би да е доколку се работи за диабет или доколку пред глауком се работи, може да доведе исто до постоперативно покачување на очниот притисок. Зошто не е регулиран притисокот и тоа не можам да кажам, а најмалце можам да кажам дали би се вратил видот или не би се вратил видот тука. Без физички преглед и со соодветни диагностички процедури. Имаме простор само за уште еден гледач. Добар ден, во програма сте. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме. Поздрав до водителот и до гостинот. Со мојот многу слаб, ослабен вид, успеав, мислам, да го препознам дека тој е доктор Сашо Ѓорѓиевски од болницата Деница. Дали е точно, што не сум сигурна дека е тој? На телефон тетка Пенка, негова пациентка. Не знае, јас докторе сум во многу тешка состојба. Сопругот ми е во исто изразито тешка состојба. И ве поздравувам, сакам да ви се заблагодарам. Си го чекам редот, ако успеам да дочекам со здравието. И многу сум ви благодарна за другата пациентка. Грижите се колку што можете повеќе. Многу ви благодарам. Ви благодарам, господјо, да, останете во добро здравје пред се, секој е добро, да ви благодарам за зајавувањето. Докторе, да се вратиме на болестиве, останатите кои го засегаат задниот сегмент на окото. Зошто одлепувањето на мрежницата, односно ретината, се смета за ургентна состојба и бара итна интервенција? Одлепувањето на ретината најчесто ни е, да кажеме, така наречена регматогена аблација или регматогено одлепување на ретината, иако имаме и неколку други типови на одлепување на ретината, без разлика дали се тие од воспалителна природа, дали се од припојава на тумори, тие се ексудативни аблации на ретината. Регматогената аблација на ретината е ургентна состојба, заради тоа што колку побрзо се интервенира, толку се поголеми, да кажеме, шансите за враќање на видот. На почетокот споменавме дека ретината е едно истурено нервно ткиво, кое што доколку би се одлепило, би останало без крвоснабдување и колку што повеќе останува без крвоснабдување, толку повеќе изумираат нервните клетки и доведуваат до оштетување на ретината. При ова регматогено одлепување, односно одлепување на ретината поради причина е дупка на ретината, најчесто причина ни се дегенеративни периферни промени на ретината, кои што треба при прегледите секогаш да се бараат и да се видат. Превентивно, доколку не дојде до одлепување целосно на ретината, се прави лазерска интервенција, односно да се залепи таа периферна ретина, која што не ни учествува во гледањето, односно во централниот вид, ни учествува во периферниот вид. Доколку дојде до целосно одлепување на ретината, тогаш ни го зафаќа и централниот вид и тогаш веќе доаѓа до намалување на видот. При аблацијата на ретината треба да се увидат оние првични симптоми, како што се светкавици, громчиња, појава на рој на мушички пред видното поле, кои што треба да се алармираат и да се посети офталмолог.
за да се види дали се работи за одлепување на ретината или не се работи. Доколку се работи за одлепување на ретината, побрзо да се интервенира во смисла дали со ласерска, ајде да кажеме народски, заварување на ретината, или доколку доаѓа до зафаќање на централниот вид, веднаш да се интервенира оперативно, односно оперативно да се залепи ретината. Споменавте некои знаци, симптоми конкретно за ова последна која е поургентна состојба, меѓутоа кога говориме и за претходните заболувања, кои се знаците кои укажуваат дека можеби нешто не е во ред со задниот сегмент на окото? Дали е тоа само одеднаш замрежено гледање или нејасно, нечисто гледање? Секој заболување си има одредени симптоми. Еве, стрикно кај макуларната дегенерација имаме одредени првичните симптоми се како заматување на видот, одредени сивкасти полиња во централниот вид. Тука пациентите можеби да не го почувствуваат заради тоа што не ни се јавува подеднакво на двете очи. Кога ние гледаме со двете очи, мозокот автоматски ни ја префрал сликата на поздравото око и ние не можеме тоа да го видиме, единствено ако го покриеме едното око. Тука симптомите се дали одредени сивкасти полиња, потоа изобличување на правите линии може да се јават, додека кај диабетичната ретинопатија тука асимптоматска останува доста долго време, додека не ни се развие во понапредната фаза, каде што може да доведе до целосно заматување на видот, може да ни се јават исто такви мушички, може сивкасти, некои парталчиња кои што ни прелетуваат во видното поле, доколку ни се јави крварење целосно, да кажеме да ни се замрачи пред видот. Кај аблацијата на ретината се така наречените светкавици, тие се доста опасни, заради тоа што тоа ни укажува на откинување на парче од ретината и после тоа последователно доаѓа до одлепување на ретината. Потоа исто така рој на мушички, тоа е оној пигментен, да кажеме, епител кој што ни се наоѓа под ретината, кој ќе ни се скине парче од ретината, тој излегува внатре во стаклестото тело и пациентите го опишуваат како рој на мушички пред видното поле. Значи тогаш треба да се алармира веднаш за да се увиди во поран стадиум болеста. Дали кај диабетичната ретинопатија и макуларната дегенерација доаѓа до постепено губење на видот или тоа се случува нагло? Кај макуларната дегенерација, поготово кај она сува форма, таа ни е по-бенигна форма, доаѓа до постепено намалување на видот. Со години може да ни се намалува постепено видот. Кај влажната форма на макуларна дегенерација доаѓа до нагло, да кажеме за неколку месеци доаѓа до намалување на видот од 100% може да ни падне на 10%, на 5%. Кај диабетичната ретинопатија долго време ни е без симптоматологија. Доколку ни се јават симптоми, тоа е заради отокот кој што ни се јавува во макулата и тогаш доаѓа до, да кажеме, нагло намалување на видот. Исто така при прскање на тие новонастанети крвни капилари доаѓа до нагло намалување на видот. Пациентите го опишуваат како станав наутро и веќе ништо не гледав. Да. Така, докторе, како се поставува диагноза, бидејќи станува збор за заден сегмент на окото, дали не може да се види со голо око како некои делови од предниот дел на окото, дали прегледите при диагностицирање се болни и непријатни, како всушност го гледате или го следите задниот сегмент на окото? Се диагностицираат овие заболувања со обичен офталмолошки преглед. Доколку се увиди дека имаме одредена патологија во задниот сегмент на окото, се пристапува кон ширење на зеницата. На тој начин ние имаме поширока слика, се пристапува со гледање под микроскоп со одредени лупи кои што можеме да го видиме задниот сегмент на окото. Потоа исто така тука можеме да го диагностицираме со одредени имиджинг техники, како што се фундус фотографија, оптичка кохерентна томографија, флуоресцинска ангиографија. Значи имаме широк палета на
да кажеме, диагностички методи со кои што би ние можеле да го диагностицираме секое одредено заболување. Меѓутоа, првичното е секогаш со еден обичен офталмолошки преглед. Дали е болно, не е болно, доколку се шират зениците, да, непријатно е малку, заради тоа што после тоа ни е замаглен видот некои си 4 до 5 часа. Меѓутоа е потребно за да се диагностицираат одредени заболувања. Така. Кои се современите методи на лекување на болестите на задниот сегмент на окото што ги применувате? За во зависност од состојбата. Во зависност од состојбата која што е, тука би го издвоил ласерот, кој што ни е доста значаен во терапијата на макуларната дегенерација. Тоа е така наречениот жолт ласер, кој што е стрикно само за точката на јасен вид. Исто така за диабетичниот макуларен едем. Потоа, кај диабетот ни е и ласерската фотокоагулација за периферните делови на ретината, за аблацијата на ретината. Исто така ласерот ни е доста значаен за залепување на првичните, да кажеме, дупки или одредени дегенеративни промени кои што ни се на задниот дел на окото. Интравитралните инекции за сенилната макуларна дегенерација, поготово за влажната форма на макуларната дегенерација. Потоа за диабетичната, исто така за диабетичниот макуларен едем, исто интравитралните анти-ВГФ инекции, потоа исто така кортикостероидната интравитрална апликација. На крај го оставаме оперативниот, да кажеме, дел како последен, кој што тука кај макуларната дегенерација не би можеле да го употребиме, би го употребиле кај диабетичната ретинопатија, кај оние крајни стадиуми на диабетичната пролиферативна ретинопатија, каде што мора да се хируршки интервенира. Потоа исто така кај аблацијата на ретината, оперативниот дел, без разлика дали е со ставање на силикони газ внатре во окото како опција, или ние баклинг метода која што ние од надвор можеме да го направиме. Тоа е све во зависност од типот на аблацијата. Но и од самата општа состојба на пациентот, бидејќи рековте дека дел од овие состојби не можат целосно да се излечат, туку само треба да се контролираат. На колку време се препорачува следење, односно контрола? Точно, следењето во зависност од патологијата. Кај макуларната дегенерација во зависност од состојбата дали ставаме интравитрални инекции или не ставаме. Кај сувата форма можеме да ги контролираме пациентите на 6 до 9 месеци или до 1 година во зависност од состојбата на таа сува форма. Кај влажните форми каде што аплицираме интравитрални инекции, тоа се на секој месец или на секој 2 до 3 месеци ги контролираме. Кај стабилните пациенти на 6 месеци можеме да ги контролираме. Кај диабетичната ретинопатија, тука би истакнал дека профилаксата ни е доста битна за да не дојдеме до оние крајни стадиуми. Меѓутоа, доколку би дошле до оние крајни стадиуми, контролите се исто така на 2 до 3 месеци, евентуално кај стабилните пациенти на 6 месеци или до 1 година. Така, на самиот крај од емисијата, што може да направиме за да го заштитиме видот, односно да го зачуваме здрав задниот сегмент на окото, бидејќи конкретно говориме денеска за оваа област? Тука би истакнал дека само редовните прегледи би дошле на прво место за да би се зачувал порана диагноза, по-добар третмент. И порана диагноза и профилакса секојаш е битна за отколку лечењето на самата патологија. Докторе, ви благодарам за одвоеното време, за советите и искуството кој го споделивте со нашите гледачи и ве очекувам да бидете повторно дел од добриот доктор. Ви благодарам на поканата. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ве поканувам да бидете повторно со нас и утре. Мој гостин ќе биде министерот за здравство Азир Алиу. Ќе имате можност, многумина од вас, да се јавите во живо и да поставите прашање, да посочите проблем или да укажете што не функционира пред се или што е добро во здравствениот систем. До утре останете со програмата на Сител телевизија. Имајте убав ден и грижете се за вашето здравје. Пријатно!